Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Поголема грижа за културното наследство бараат експерти. Напролет, експерти од Бернската конвенција ќе ја утврдуваат состојбата на терен на Охридското езеро и Галичица. Сипаниците кои се шират кај децата во Охрид се сезонска појава, смируваат епидемиолозите. Црвен крст Охрид одржа отворен ден за волонтери. Во Охрид се одржа првиот национален конгрес за планинско спасување. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно облачно, ветровито и свежо со температури за некој степен над повеќегодишниот просек за овој период од годината беа измерени максимални 10 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон вторник ќе биде умерено облачно, а по котлините и долините со појава на магла. Утре во северна, североисточна Европа времето нестабилно со врнежи од дожд и студено. Во североисточна и источна Европа врнежи од дожд, а локални врнежи и на Балканскиот полуостров. Во останатите делови од стариот континент ќе преовладува умерено облачно и студено време. На Балканскиот полуостров во вторник времето ќе биде умерено облачно, проследено со ветер и ниски температури. Во централните и приморските делови на Балканот нестабилно со врнежи од дожд. Максималните дневни температури на полуостровот од 6 до 16 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник во утринските часови по котлините и долините појава на магла која локално ќе се задржи и во предпладневните часови. Во текот на денот времето умерено облачно со кратки сончеви периоди. Минималните температури од 0 до 9, а максималните од 7 до 14 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник времето ќе биде умерено облачно, ќе има и повремени сончеви периоди и ќе биде свежо со слаб југозападен ветер. Минималната 6, дневната 11 степени. Во среда и четврток умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Дневната температура до 11 степени, а во петок облачно време. Минималната 5, дневната 11 степени Целзиусови. Данкат, ваш партнер, село Мислешево, Струга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ.
Поголема грижа за културното наследство во земјава бараат експертите. Според нив, земјава, а особено Охридскиот регион, располага со културно богатство од сите епохи и цивилизации од праисторијата до денес, но потребно е да се користат искуствата на Европската конзерваторска служба за соодветна заштита и промоција. Потребна е поголема заштита на културното наследство во Охридскиот регион. Југозападниот регион во земјава располага со културно богатство од сите епохи и цивилизации од праисторијата до денес. Експертите велат потребна е соодветна заштита, презентација и промоција. Треба да се користат искуствата на Европската конзерваторска служба. Македонија е јако мала земја, но таа располага со навистина големо, значено и богато културно наследство. Тоа се епохи, тоа се слоеви на цивилизации кои овдека поминувале. Се е тоа наталожено, напластено од археологијата, од раниот период, да кажем, од праисторијата па се до времето на природбата. Тоа се во прашање милениуми се во прашање, така да Македонија навистина има големо културно наследство, но сега веќе проблемот е заштитата и презентацијата. Струшкиот регион има особено значајни ранохристијански комплекси кои чекаат да бидат конзервирани и заштитени. Тука е и блиската базилика во селото Радолишта, тука е исто базиликата во селото Жмаруништа, што едно значајно културно наследство од времето на раното христијанство. По примерот на Октиси, пред неколку години и во Ташмаруништа, мозаиците кои се најдоа 2000-та година при ископувањата на базиликата, на ист начин се третира и тие денеска се изложени во црквата во Ташмаруништа. Експертите сугерираат на недоволна или неадекватна заштита на културното наследство, факт што го нотира и реактивната мисија на УНЕСКО. Оттаму сугерираат на недоволна обученост и недоволен број на стручни кадри за заштита на културното богатство. Комитет на Бернската конвенција при Советот на Европа на редовниот годишен состанок кој заврши пред 3 дена изрази длабока загриженост за влошената состојба на Охридското езеро и Галичица, кандидати за Емералд подрачја. Постојниот комитет на Бернската конвенција при Советот на Европа на редовниот годишен состанок кој се одржа од 28 ноември до 2 декември ја усвои одлуката во врска со случајот за заканите врз Охридско езеро и Галичица кандидати за Емералд подрачја. Во одлуката комитетот изразува длабока загриженост за влошената состојба на подрачјата, информира Фронт 2142. Со последната одлука уште еднаш се потврдува потребата за итна мисија на терен, кон која можеби ќе се приклучат и УНЕСКО и Рамсарската конвенција, и која мисија би се реализирала на почеток на пролетта следната година. Комитетот ја повикува државата да ги стопира сите тековни проекти и активности кои се спротивни на одредбите во Бернската конвенција, додека не се оствари мисијата да го одложи усвојувањето на клучните документи, се до усвојување на препораките од мисијата на терен да ги стопира сите постапки за понатамошна урбанизација и други градижни зафати на и во близина на подрачјата, вклучувајќи ги и административните процедури за истите, како и сите постапки за легализација на дивоградбите на овие територии. Комитетот на Бернската конвенција изразува загриженост и од односот на државата кон своите меѓународни обврски. Земјава по 9 месеци за доцнување одговорила на барањето на Бернската конвенција меѓународни експерти да го посетат градот на УНЕСКО, заштитен како светско културно и природно наследство, и на терен да ја констатираат состојбата. Бернската конвенција минатата година во декември отвори случај против земјава за заканите врз Емералд подрачјата Охридско езеро и Галичица по жалба поднесена во 2016 година од страна на граѓанска организација Фронт 2142. Варичела се шири во охридските градинки. По пауза од 2 години, овчите сипаници повторно се појавија кај децата. Епидемиолозите велат дека тоа е нормално за сезоната есен-зима. Подсетуваат на често проветрување на просториите, каде што децата престојуваат, и задолжително миење на рацете. Зголемена е појавата на варичела во охридските градинки.
Заразната болест, позната како овчесипаници, е една од најчестите детски болести. Се јавува на возраст од 2 до 8 години и се пренесува во градинките и училиштата. Децата инфицирани со варичела се заразени околу една недела пред појавата на осипот по телото и трае обично од 6 до 10 дена. Во градинки има, во сите градинки има, немат во некој да доминира, него во сите градинки има скоро равномерно. Пошто децата се од различна возраст, меѓутоа некој братчето прележало, па тоа прележало тогаш, така да не можам да кажам дека е од една генерација или од 2 генерации дека само кај нив се јавуваат. Тоа есен, зима, тоа е сезонско јавување на варичелата. И е нормално. Нормално е посебно во тие колективи, градинки, овие порано имаше во војничките, во касарните многу често, кај војниците. Овчите сипаници повторно се појавија кај децата по пауза од 2 години. За време на пандемијата со COVID-19 ова заразно заболување не беше присутно кај децата во градинките и школите. Тоа го потврдува и епидемиологот, подсетувајќи дека 2 години немаше варичела, но ни сезонски грип меѓу популацијата. Секогаш кога имат повеќе вируси, оној кој што е доминантен, ала не беше ковид. Ковидот успеваше да ги сузбие другите вируси, што значи дека и помалку оде во градинка. И тоа е факт дека децата многу малку се носеа во градинка, немаше комуникација меѓу себе. Сега сипаници имат и сипаниците знаат да се јават после 4-5 години, се јавуваат како епидемија. Меѓутоа е нормално. И за кај нас во Македонија не е вакцинопревентабилно заболување, немат задолжителна вакцина против варичелата. Епидемиологот доктор Јованка Стурлакова-Коровешовска препорачува често проветрување на просториите каде што децата предстојуваат, а подсетува и на задолжително миење на рацете. Совет до родителите, децата кои не се чувствуваат добро имаат температура да не се носат во градинка, бидејќи се инфективни пред да се појави осипот, а до тогаш инфекцијата се пренесува многу лесно. Општинската организација Црвен крст Охрид денеска по повод Светскиот ден на волонтерството организираше отворен ден за активисти и идни волонтери. Најбројни посетители беа ученици на подрачното основно училиште Григор Прличев од населбата Рача. Тие имаа можност да ги научат основните принципи на активизмот и волонтерството, да се запознаат со активностите на организацијата и да станат нејзини членови. Солидарност преку волонтерство. Дејствуваме заедно. Е мотото под кое годинава се одбележа Светскиот ден на волонтерството. Во просториите на Црвениот крст Охрид, по тој повод денеска беше организиран отворен ден за волонтери, на кој заинтересираните имаа можност да се запознаат со активностите и принципите на ова благородно хоби. Најбројни посетители беа учениците на подрачното основно училиште Григор Прличев од населбата Рача. Овие млади потенцијални активисти проследија предавање, имаа можност да се запознаат со постојните волонтери, а со тоа и да разберат како да станат покорисни во заедницата. Елена Спировска, ученичка во училиштето, волонтерски веќе учествувала при спортски активности и размислува за волонтерски ангажман и во Црвениот крст. Јас лично прифатив прекрасно, исто така, како што ги забележав и другарчињата мој беше преубаво искуство и навистина многу поучна презентација и баш ни е мило да присуствуваме во вакво нешто. Помагање на луѓето со посебни потреби, исто така и на децата што немаат родители и слично. Активностите како денешниот отворен ден се огромен поттик за дечињата да го сватат вистинското значење на волонтерството и во понатамошниот период да се вклучат во активностите на Црвениот крст, вери Анастасија Настевска, психолог во основното училиште Григор Прличев Охрид. Ова приказна за Црвениот крст и посебно за волонтерите ми беше голема чест и предизвик, значи да ги вклучам баш учениците од подрачното училиште, од нашето училиште од Григор Прличев, пошто голем дел од нив не ни присуствувале, не ни биле како дел од овај тим. И како потик посебен ми беше, ево ќе кажат и дечињата, затоа денеска баш ми е драго што ги поттикнавме на овој начин да учествуваат на ова вистинска приказна, која што кај нив ќе развие хуманоста, доброволноста и се надевам дека се повеќе ќе влезат како членови во оваа организација.
Интересот на волонтерите во Охрид е континуиран и во значителен пораст, затоа што се работи со посебна стратегија за менаџирање со волонтери. Преку ваквите активности и обуки, младите ги насочуваме кон практики и вредности кои ќе бидат корисни во понатамошниот тек од животот, посочува Сашо Точков, председател на Општинската организација на Црвен крст Охрид. Токму и обуките кои што ги понудуваме од врснички едукации за ментално здравје, за сексуално преносливи инфекции, за се што навистина постои во светот, се многу корисни и ги привлекуваат младите волонтери. Горди сме што голем број волонтери, преку 1000 ги имаме во Црвен крст Охрид, се посветени на на нашата организација и на волонтерството, и преку одработување на волонтерски часови се изградуваат себе си. Активностите завршија со презентација на ПХВ проектите изработени од волонтерите на Црвен крст, кои се најзаслужни за добивање на пехарот за најдобра хуманитарна организација во целата држава, што веќе по 4ти пат го добива Охридскиот Црвен крст. Општина Охрид и годинава со богата програма ќе го одбележи патрониот празник на градот Свети Климент Охридски. Чествувањата по повод 8 декември, денот на Свети Климент Охридски, патрониот празник на градот, започнуваат утре со настан во Прличевата одаја при Национална установа библиотека Григор Прличев, каде доктор Наум Целаковски и доктор Павле Митрески ќе бидат прогласени за почесни членови на библиотеката. Вечерта во 17 часот ќе се одржи музички концерт на учениците од Општинското музичко училиште Методи Патчев во концертната сала на училиштето. Во Општинското средно училиште Свети Климент Охридски од 18 часот ќе биде отворена изложбата Охридскиот регион универзален духовен и природен раскош од ученичката Нина Ангелоска. Од 19 часот на големата сцена во Центарот за култура Григор Прличев ќе започне свечената приредба на основното училиште Свети Климент Охридски. Во среда на 7 декември од 12 часот во големата сала на Општина Охрид ќе се одржи промоција на книгата за светите браќа Климент и Наум од професор доктор Димитар Пандев и Славе Ѓоргиот Димовски, а во изложбениот салон на Центарот за култура во 19 часот ќе биде отворена традиционалната изложба на Фотоклуб Охрид. Традиционалната свечена академија по повод денот на Свети Климент Охридски ќе се одржи на големата сцена при Центарот за култура Григор Прличев со почеток од 20 часот. На свеченоста ќе биде доделена највисоката општинска награда патрон на градот Свети Климент Охридски на годинешниот добитник архимандритот Нектари игумен на манастирот Свети Наум Охридски. Во четврток на 8 декември предвиден е поклон пред моштите на Свети Климент Охридски во манастирот Свети Климент и Пантелеймон на Плаушник од 10 часот, пошто ќе биде положено свежо цвеќе на споменикот на Свети Климент Охридски во училишниот двор на основното училиште, како и на споменикот на Свети Климент на градскиот плоштад. На плоштадот од 12 часот ќе бидат врачени наградите за најдобрите поетски творби на наградниот ученички литературен конкурс по повод патронатот на Охрид. Годинешните празнувања ќе завршат со настап на македонски фолклорни ансамбли во чест на Свети Климент Охридски во Центарот за култура со почеток од 17 часот. Во Охрид се одржа национален конгрес за планинско спасување, на кој уште еднаш беше потенцирана потребата од воспоставување на ефикасна национална планинска спасителна служба, согласно со меѓународната пракса и препораките на Интернационалната комисија за планинско спасување. На конгресот во Националниот сојуз беа примени нови членки, меѓу кои Сдруженијето за потрага по исчезнати лица Куќе спасител од Охрид и Планинарското еколошко друштво Црн камен 2257 од Вевчани. Во Охрид се одржа првиот национален конгрес за планинско спасување, на кој учествуваа представници од 14 организации, редовни членови и кандидати за членство во Националниот сојуз за планинско спасување. На средбата беа споделени најновите искуства од последниот конгрес на Меѓународната комисија за алпско спасување, кој се одржа во октомври годинава во Монтро, Швајцарија. Покрај најновите случувања во светот беше направена и анализа на постојните ресурси со кои располагаат организациите од Сојузот, како и анализа на основната опрема за окажување на помош и безбеден транспорт на повредени во комплексни планински услови. Беа анализирани неколку модели на специјализирани мултифункцијски носилки од различни производители, како и неколку модели на вакуум душеци за имобилизација, без кои незамисливо изведување на ефикасни операции за спасување, информираат од Националниот сојуз за планинско спасување. Во
Во рамки на Конгресот беше одржано генерално собрание на кое едногласно беше донесена одлука за интензивирање на процесот за регулирање на планинското спасување во државата, како главен фокус за наредниот период. Националниот сојуз прими нови членови, односно 5 организации кои во изминатиот период изразиле интерес и аплицирале за пристапување, па така со статус аспирант се стекна истражувачко друштво Урсус Пелеос од Скопје, доброволна планинска спасителна служба Осогово од Кочани, Сдружение за безбедност на вода и планини Македонски спасител од Велес, Планинарско еколошко друштво Црнкамен од Вевчан и Сдружение за потрага по исчезнати лица Куќе спасител од Охрид. Со тоа членството се зголемува и се отвораат повеќе можности за воспоставување на ефикасни станици за спасување во се повеќе региони од државата, но и од различни специјалности кои во иднина ќе овозможат покривање на повеќе области од планинското спасување, велат од Националниот сојуз. Министерството за надворешни работи ќе го организира транспортот на посмртните останки на починатата македонка во Јужна Африка. Македонската јавност за смртта на Маја Мија Јанеска, која по потекло е од Охрид, а 20 на години градила кариера како мейкап артист и позната инфлуенсерка во Африка, дозна во саботата. Македонското Министерство за надворешни работи соопшти дека подобиените информации за починатата државјанка на Република Северна Македонија во Јужна Африканската република тие стапиле во контакт со надлежните органи на земјата преку надлежната амбасада во Каиро, од каде добиле потврда за трагичниот настан. Нашите представници се во постојана и непосредна комуникација со надлежните јужноафрикански власти, како и со роднините на починатата, како во делот на утврдување на деталите, така и околу организирањето транспорт на посмртните останки на починатата во земјава, известуваат од Министерството. Познатата инфлуенсерка и мейкап артистка Маја Мија Јанеска по потекло од Охрид повеќе од една деценија живеела во Танзанија, а периодот пред смртта го поминала во Јужна Африка. Полицијата за јужноафриканските медиуми соопштила дека смртта на Јанеска во оваа фаза на истрагата не се третира како сомнителна. Јанеска пред неколку денови била во земјава за прослава на признавањето на Македонија од Јужна Африка и за воспоставување на дипломатски односи меѓу двете земји. За време на престојот во Скопје, таа одржала и мотивацијски говор пред студенти на ФОН. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Денеска стапи на сила ограничувањето на цената на руската нафта од $60 за барел договорено од Европската Унија, Г7 групата и Австралија, како и ембаргото за увоз на руска нафта во ЕУ со неколку исклучоци. Исклучоците се однесуваат на Унгарија, Словачка и Чешка, 3 земји членки на ЕУ кои се особено зависни од руската нафта поради нивната географска локација и неможноста да го заменат тој за кратко време. Одлуката за ограничување на цената на руската нафта на $60 за барел овозможува таа да се продава на трети земји користејќи танкери од земјите на Г7 и ЕУ, нивните осигурителни компании и кредитни институции, но само доколку нафтата се продава по цена под $60. Со оглед на тоа што клучните светски компании за превоз и осигурување се лоцирани во земјите од Г7, ограничувањето на цената може да ја отежне на Москва да продава нафта за повисока цена. Но Москва предупреди дека нема да ја почитува одлуката дури ако треба да го намали производството. Ембаргото на Европската Унија за увоз на руска нафта беше договорено во јуни како дел од пакетот санкции против Русија поради незината инвазија на Украина. За 2 месеци на 5 февруари стапува на сила и ембаргото за нафтените деривати. На патниците во Пекинг и во најмалку 16 други градови од Кина им е дозволено да влезат во автобуси и метро без тест за вирусот, што беше направен во претходните 48 часа, за прв пат по неколку месеци од денес. Индустријските центри, вклучително и Гуанgjу во близина на Хонг Конг, повторно ги отворија пазарите и бизнисите и ги укинаа повеќето ограничувања за движење, додека ги задржа ограничувањата за населбите каде се пријавени инфекциите. Владата минатата недела објави планови за вакцинирање на милиони луѓе од 70-тите и 80-тите години, зголемувајќи ги надежите за брз крај на политиката на нулта толеранција за ковид. И покрај промените, Пекинг и другите градови им кажуваат на некои жители да останат дома или да спроведуваат други ограничувања за населбите каде има инфекции. Патниците на железничките станици во кинескиот главен град и на 3 аеродроми мора да покажат негативен тест за вирусот направен во претходните 48 часа.
3 лица загинаа во експлозија на резервоар за гориво на аеродром во близина на рускиот град Рјазан. 6 лица се повредени, изјави представник на итната помош. Во несреќата е оштетен и авионот. Властите ги утврдуваат околностите на инцидентот, објаснува агенцијата. Рјазан се наоѓа на 200 км југоисточно од Москва. Астронаутите на НАСА повторно учат како да одат по површината на месечината, но јасно е дека тоа моментално не го прават на месечината, туку на земјата, поточно длабоко во пустината на американската сојузна држава Аризона. Во првата половина на ноември ракета на НАСА без екипаж беше лансирана во орбита на месечината, а станува збор за прва од многу мисии во програмата Артемис на НАСА, чија цел е повторно враќање на човештвото на месечината. Истовремено направени се и две операции базирани на земјата, тоа се ЕВА, Jet-3 и програмата во запустински истражувања и технолошки студии. И двете осмислени да ги реплицираат аспектите на идните слетувања на месечината и да им помогнат на инженерите на НАСА да дизајнираат технологија, протоколи и алатки, кои на астронаутите ќе им овозможат да се занимаваат со научни истражувања на површината на месечината. Тоа е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Довидување.